здраво на сите, јас сум Александар Маџаровски или Читачот. Обично кон крајот на годината се прават топ листи на најдобри и најчитани книги. Меѓутоа решив наместо тоа правам јас топ листа на најдобри европски романи, да замолив неколку преведувачи, издавачи, автори да ни кажат кој е романот од европски автор кој што им оставил најголем впечаток оваа година и најмногу им се допаднал. Едногласно би одбрал романот Гранд Хотел Европа од Илјана Пфајфер. Тоа е овој роман по превод на нашиот полиглот Зоран Радичевски. Книга објавена во склоп на еден поголем проект со уште 9 книги во рамки на проектот Europe is Brave New Worlds. Зошто оваа книга? Бидејќи како што и самиот наслов кажува, Европа е во центарот на вниманието на авторот. Европа е истрошена од масовен туризам, економски кризи и обседнато со историјата. Истовремено во тој бомбастичен приод на туристи се губи сето она што историјата како нешто најдобро го донела, тоа е уметноста со која што се преполни европските метрополи, во кои што патува главниот лик, анонимниот раскажувач, односно не анонимниот, баш со неговото име и главниот раскажувач од Илја, заедно со Клио патуваат во различни европски дестинации. Интересно, како мал анекс на нова моја презентација, еден дел од романот ме напишан и посветен токму на нашиот главен град, Скопје, бидејќи во 2017 Илјана Пфајфер престојуваше во Скопје на фестивалот Букстари на еден многу интересен, шармантен, на моменти гротескен начин ги представува и Скопје 2014, градскиот поштар, чаршијата, шутка па се до манастирот Пантелеймон. Така што се мислам дека во раци држиме едно наистина ремек дело на европската литература. Европски роман што ми остави впечаток и што сакам да го препорачам е романот Бело се пере на 90 од словенечката авторка Броња Жакел. Зошто ми се допаѓа романот? Прво, затоа што има извонредно изградени ликови, од кои се истакнува ликот на Броња Жакел, значи на самата авторка, бидејќи ова е автобиографски роман. Ја гледаме Броња како расте и се развива од мало девојче, па се до зрела средовечна жена, поминувајќи низ најразновидни случаи и настани во животот, доживувајќи огромна палета на емоции, но и на страдање и на трауми кои ги сервира животот. Второ, бидејќи се гледа дека авторката имала приказна за раскажување, дека успеала да ја раскаже на вистина добро, нашла начин да ја раскаже добро приказната. Во романот две главни теми се темата на болката и на болеста. Болката како болување по изгубени драги личности и болеста како борба, како боледување, страдање, па и стравување во борбата со една силна болест како што е ракот, кој неколку години пред тоа и го одзема животот и на мајка ѝ. Трето, затоа што ја гледаме Југославија оживеана на најприроден начин во последните децении од незиното постоење низ романот, со сите позитивни, но и негативни страни. Нешто што ретко се среќава, или има југоносталгија или претерано критикување. Четврто, бидејќи преводот кој е на Дарко Спасов е на вистина квалитетен, и пето, заради насловот. Бело се пере на 90 се последните зборови кои што мајката ги кажува на ќерката на смртна постела и кои остануваат да одзвонуваат понатаму во нејзиниот живот. На неколку места авторката дава некои нејзини насоки за тоа како може да се толкува насловот, меѓутоа тоа во крајна линија останува на читателот и мислам дека го заокружува впечатокот за целиот роман. Книга од европски автор што годинава ми остави посебен впечаток, тоа е романот Гробиштата на романскиот писател Андријан Телешпан. Книга која што има и делом на автобиографски елементи. Во неја станува збор за еден романски хомосексуалец кој што ќе се пресели во Лондон бегајќи од сиромаштија. Таму тој ќе биде растргнат помеѓу една неуспешна љубовна врска со свој партнер и помеѓу начините да обезбеди екзистенција за себе си. Преку својот лик, авторот се обидува на еден искрен, суров и би рекол и хумористичен начин да ни каже што мисли за љубовта, за среќата, за парите и за смртта. Од книгите што ги прочита во текот на годинава што изминува, најсилен впечаток ми остави романот И љубовта од Драго Јанчар,
што неодамна излезе во превод на македонски јазик и во издание на Арс Либрис делот Арс Ламина публикации. Преводот од словенечки јазик на врвно ниво го изработи преведувачот Дарко Спасов. Драго Јанчар е еден од најпознатите современи словенечки писатели. Преведуване на многу јазици, добитник е на значајни награди и признанија. Во 2018 година ја добива наградата Кресник за најдобар роман на годината во Словенија, токму за романот И љубовта. Ако треба жанровски да го определиме, овој роман е историска фикција, чие дејство е сместено во родниот град на Драго Јанчар, Марибор, за време на германската окупација на Југославија. Марибор, тогаш познат како Марбург на Драва, град со многубројно германско малцинство, е анектиран кон Третиот рајх, додека на околните видови се организира движењето на отпорот. Во романот ги следиме сижејните линии на трите главни ликови. Валентин, партизан и припадник на движењето на отпорот, Сонја, неговата девојка и СС офицерот Лудвиг, некогаш познат како Лудек, словенец кој се приклонил кон нацистите. Секој од овие три главни ликови се обидува да ја одбрани својата љубов, додека човековото достоинство доживува пораз во виорот на Втората светска војна. И љубовта за жал се распаѓа, духот бара починка, токму како што пишува големиот поет Лорд Бајрон во својата песна "И значи веќе да талкаме нема", од каде што е изајмен насловот на овој роман. Освен стиховите на Бајрон, во романот провејуваат стихови и од големите поети Гете, Шекспир, Артур Рембо, Алоис Градник, Маха и многу други. Токму ваквата цитатност додава на вредност на овој без друго лиричен роман. Драго Јанчар е познат по својот раскошен стил и по својата ерудиција кој што ги вкомпонира во необичните и впечатливи наративни техники. И во овој роман применува една раскажувачка тактика која што е вистинска мајсторија, а внимателниот читател може да ја забележи уште на почетните страници од романот. Па така, овој современ класик им го препорачувам на сите книжевни сладокусци и им гарантирам врвно читателско искуство. Се работи за прв превод што издавачката куќа во која што работам ќе го објави од грчки. За една збирка раскази се вика "Нешто ќе се случи ќе видиш" од Христос Иконому. Христос Иконому има објавено 4 збирки раскази, но токму оваа збирка е збирка која што постигнала и најголем интернационален успех и ја добила најголемата грчка државна награда на Атина за најдобро прозно дело. Објавена е 2010 година. Мене ми беше многу интересно пред се, затоа што и немам навистина увид некој во современата грчка литература и Меве Христос Иконому е единствениот автор грчки кој што го прочитав последниве години. Реков, објавена е 2010 и она што мене многу ме фасцинира, што оваа збирка раскази е фактички еден книжевен одговор на големата економска криза што тие години ја захвати Грција. Содржи, мислам дека беа 16 раскази, навистина извонредни раскази, во кои што пишува за малите обичните луѓе кои што се најпогодени од оваа криза. Фактички оваа збирка е една хроника на грчката економска криза. Пишува за малите луѓе кои што го се обидуваат да го најдат своето место под небото во тие тешки години. Тоа се луѓе кои што се разочарани, кои што се гневни, меѓутоа во самите раскази нема патетика. Сите овие луѓе покрај неволјата што ги снајде, силно се борат да го задржат своето достоинство. Пишувана е со еден прилично груб и сиров јазик, но од време на време тој се прошарува со навистина убави лирски пасажи. Моја препорака, нешто ќе се случи, ќе видиш од Христос Иконому.
Најдобриот европски роман што го прочитав годинава е според мене романот Потекло од Саша Станишич. Објавен е пред некои 2 години и оригинално е напишан на германски јазик, иако авторот потекнува од овие простори. И овој роман е всушност неговата лична автобиографска приказна за судбината што му ја наметнало неговото мешано босанско-српско потекло, преживувањето на годините на војната во Југославија, пребегнувањето на неговото семејство во Хајделберг, Германија и повторното враќање во подоцнежни години во современо време во Босанските планини во посета на својата баба. Бидејќи не сум од оние генерации што ја доживеале Југославија, не можам да кажам дека романот ми разбуди некакви такви југоносталгични чувства и сеќавања. Она што мене ми се допадна кај овој роман се неколку аспекти. Тоа е богатиот и живописен јазик со кој што пишува авторот. Потоа тематизацијата на она некое вечно чувство на неприпаѓање никаде, што потеклото само по себе го наметнува, како и последниот дел од романот, каде што авторот го вклучува и читателот во нарацијата, нудејќи му можност да избира во некои алтернативни опции за тоа како ќе се развива и како ќе заврши дејството во романот. Верувам дека ќе најде на интерес кај нашата читателска публика и затоа го препорачувам на сите оние што се уште можеби не стигнале да го прочитаат. Дефинитивно мој фаворит за европски роман оваа година е Татковина од Фернандо Арамбуру. Фернандо Арамбуру е шпански писател со баскиско потекло и овој роман се занимава со судбината на 2 семејства од едно мало градче во близина на Сан Себастијан во Баскија, 2 семејства кои што делат долгогодишно пријателство, меѓутоа кое ќе биде нарушено поради надоаѓањето на национализмот, на активностите на терористичката организација ЕТА. Значи романот покрива 2-3 децении, 70, отприлика 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Значи ги доловувам тие комплексни односи меѓу тоа да се биде жртва, да се прости, да се љубовта кон татковината или да чувството да се биде предавник ако не се одобрат некои активности. Значи многу вешто, многу стрпливо Арамбуру ја гради приказната. Романот е подолг, меѓутоа вреди да се исчита затоа што ова навистина е едно прекрасно дело. Се надевам дека овие препораки ве инспирираат, дека ќе ве поттикнат да земете да прочитате некои од овие книги. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Поздрав!